Добро вечер, започнува уште едно најново издание на Урбаните вести. Во продолжение останете со нас и погледнете што подготвивме за денеска. Доделени наградите патент на годината по традиционален 20 пат. Одбележан меѓународниот ден за меѓугенерацијска солидарност. 7 државно првенство на бармени. Меѓаши слави 22 годишен јубилеј. Подсетување за забраната за палење уган на јавна површина. Во организација на Државниот завод за индустријска сопственост на Република Македонија, денеска по традиционален 20 пат се одржа манифестацијата Патент на годината 2013. Престижната награда за пронедок 2013 отиде во рацете на пронедувачите Рисми Зиба, Момчила Јордановски, Валентина Пеливанови и Ајро Вајт за пронајдокот техничко-технолошко решение за третирање и преработка на отпаден мил од станиците за пречистување на комунални отпадни води и добивање на комбинирано органско минерално ѓубриво. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Традиционално по 20 пат, денеска во хотел Стоунбридж во организација на Државниот завод за индустријска сопственост на Република Македонија се одржа манифестацијата Патент на годината 2013. На свечениот настан беа присутни пронајдувачи, представници од стопанството, застапници и други еминентни гости кои директно и индиректно се вклучени во активностите на заштитата на правата од индустријска сопственост. Патент на годината е настан кој се одржува секоја година во чест на македонските пронајдувачи. Манифестацијата беше отворена од страна на директорот на заводот господин Сафет Емрули. Во ноември 2013 заводот одбележа 2 децении од своето основање. По тој повод, заедно со високи представници на заводите од регионот, на регионална конференција на тема Создавање пазари од научно-истражувачките резултати, на кој присуствува високи представници од Светската организација за интелектуална собственост и Европскиот патентен завод, беа размени видувања за интелектуалната собственост во новото време и положбата на заводите во тоа окружување. На конференцијата беше заклучено дека заводите мора да имат стратешка, визионарска и динамична улога за да одговарат на предизвиците на новото време. Заводот во моментот работи на подготовките за реализација на проектот ИПАТЕј 2011 за јакнување на административните капацитети на заводот за исполнување на обврските за членство во Европска Унија. Очекувам дека со реализација на овој проект, капацитетот на заводот ќе се издигне на ниво на визионерско управување со интелектуалната собственост, онака како што е предвидено со националната програма за освојување на правото на Европската Унија. Престижната награда Патент на годината 2013 беше свечено доделена на пронајдувачите Рисми Зиба, Момчила Јордановски, Валентина Пеливанова и Ајро Вајт за пронајдокот техничко-технолошко решение за третирање и преработка на отпаден мил од станиците за пречистување на комунални отпадни води и добивање на комбинирано органско минерално ѓубриво. Овој проект го започнавме пред неколку години и на крајот успеавме да направиме нов производ од отпад да создадеме органоминерално ѓубриво, кое што доби на вистина една голема употребна вредност и даде одлични резултати во земјоделството. Се надевам дека овој проект нема да остани, односно изум нема да остани само на хартија, нема да станеме овде, ќе продолжиме понатаму. Нашата интенција е од овој прототип да направиме еден модерен произведувачки капацитет кој што ќе го реши горливиот проблем на денешницата, а тоа е справувањето со милта од прочистителните станици на сегашните, досегашните, а се надевам на оние кои што се планирани да се изградат во иднина. Решението на Зиба Јордановски, Пеливанова и Вајт е нова технолошка постапка за добивање органско минерално ѓубриво во 2 фази: пастеризација на отпадниот талок и добивање микробиолошки исправен талок, како и третирање на пастеризираниот талок, при што потребните компоненти се дозираат се до добивање комбинирано ѓубриво. Иноваторите за својот пронедок, освен Патент на годината 2013, добија и златен медал од стручното жури, златен
златен медал од Меѓународната федерација на Сдружение на иноватори, златен медал и диплома од Сдруженијето на пронедувачи на Полска, како и диплома од Асоциацијата на жени иноватори во Босна и Херцеговина. Во рамките на манифестацијата награди им беа доделени на Игор Захариев и Ристо Чавдаров за пронајдокот мехатронички модул управување до 5 пумпи со двојна повратна врска, алармен систем со визуализација, ултразвучна регулација и мобилна контрола, на Драги Рашковски за систем и уреди за електронско спроведување на сите форми на посредна и непосредна демократија, на Веле Нелковски за елементи за универзално брзо монтажно скеле, платформа, како и на Мирко Узелац за аброзивни чисталици за садови и санитарии со додатни елементи. Целта од одржувањето на настанот не е само да се потикне креативноста и творештвото на македонските пронедувачи, туку и да се искористи системот за заштита на правото со патент во нивното деловно работење. Старите лица од Геронтолошкиот завод 13 ноември при уделот Мајка Тереза со музика и песни го одбележаа денешниот Европски ден на солидарноста и на меѓугенерациите. Сдруженијето за меѓугенерацијска солидарност Доблест денеска организираше меѓугенерацијски хипенинг по повод одбележувањето на Европскиот ден за меѓугенерацијска солидарност. Старите лица од Геронтолошкиот завод 13 ноември при уделот Мајка Тереза ги забавуваа Андријана Јаневска и актерот Игор Ангелов, кои специјално за оваа манифестација изведуваа стари македонски народни песни. Одговорниот социјален работник Јосифов Јорданчо истакна дека целта на ова дружење е подигнување на свеста за потребата од квалитетен живот на граѓаните во третото доба. Денешниот настан е посветен на меѓународниот ден на меѓугенерацијската солидарност. Во таа чест сме собрани тука, имаме обезбедено учество на наши еминентни гости, кои што со својот допринос, со својот личен ангажман и допринос на настанот ќе дадат една нота на тоа дека меѓугенерацијската солидарност е нешто на кое што треба да му посветиме внимание и на кое што треба да го практикуваме, односно да подигнеме општествената свест и да промовираме некои вредности кои што ќе го олеснат животот на луѓето во третото доба. Од 2009 година па наваму, 29 април секоја година се одбележува како Европски ден на солидарноста меѓу генерациите. Целта на овој ден е да се подигне свеста за значењето на ангажманите на различните генерации и да се понуди платформа за да се покаже добра практика и активности кои промовираат меѓугенерацијска солидарност. Во Музеот на македонска борба денеска беше отворена изложба на макети, минијатури и диорами изработени од макетари од Скопје и од Тетово. На изложбата првпат беа изложени стотина макети на воени воздухоплови и борбена оклопна техника на модели, кои потекнуваат од Првата и Втората светска војна па се до денес, како и воени орудија на армијата на Република Македонија. Автори на макетите се Драган Цветич, Славко Георгиевски, Александар Стојановски, Михаил Ивановски, Душко Кировски и Бујан Јанковски. Изложбата ја отвори командантот на военото воздухопловство полковник Кире Кулевски. Добро, ова изложба која што се одржува по прв пат кај нас у земја, пред тоа немало оваква манифестација, немало никаква организација, со ова се надеваме дека ќе го промовираме хобито у нашава земја. Па со макетарство, пластично воздухопловно макетарство, така е официјален назив, се бавам преку 20 години. Уште од прво оделение, зависи каква макета е во прашање, зависи кој е размерот, колку е комплексна макетата, колку делови има, какво ниво на реалност сакаме да постигнеме. Од една недела па све до година или две. Првенствено се употребува пластик, само пластика, да, полистиран, така е назив. Па се надам дека уиднина ќе има повише вакви манифестации, тоа ни е целта. Секоја година додржуваме изложби од ваков вид и да ги презентираме пред јавноста, све со цел да се дигне техничка култура и да се запознае пред се помладите генерации да се запознаат со ова хоби кое што најверојатно ќе ги одврати од улица, од кладилница, од дроги, од пороци.
Најдобрите бармени од Македонија денеска во две категории ги покажаа своите вештини во подготовка на коктели на 7-то по ред државно првенство на бармени. 25 бармени од Македонија денеска учествуваат на 7-то по ред државно првенство на бармени што се одржува во Скопје. Тие ќе се надпреваруваат во две категории: класична подготовка на коктели и флиртендинг. Првата категорија подразбира представување на надпреварувачите со своји авторски коктели, кои ќе бидат оценети од стручна комисија, додека во втората категорија учесниците ќе прават коктел кој ќе го приготват со акробатски движења и елементи на жонглирање со барската опрема. Во финалето ќе влезат 12 учесници, кои повторно ќе се представат пред жири комисија за најпрестижното прво место. Најдобрите ќе ја представуваат Македонија на светското првенство на бармени што ќе се одржи во Кейптаун, Јужноафриканска република. Покрај ова на угостителските објекти во кои работат бармените, ќе им биде доделена лиценца за користење на софистициран софтверски пакет за угостителско работење EasyPOS. Надпреварот како и минатите нели ќе биде во две категории, во класично подготвување на коктели, каде што бармените се подготвуваат сопствени рецептури, за тоа што треба да ги запазат сите оние правила. Правилата како и нели секоја година така и оваа година се одобрени од Светската барменска асоциација. И за класика, и за флер мора да користат состојки кои се предвидени нели од нашите спонзори и не смеат да надминат повеќе од 7 различни видови на алкохолни и за флерни состојки. Во квалификации подготвуваат 2 коктела, нели во финале 4, со тоа што на квалификации ги оценуваат суди за техничка изведба на коктели, че како работат со барскиот прибор, потоа суди кои се за вкус, кои се скриени, значи надвор се од самото надпреварување, не знаат бармените што користат во нивните коктели, они им ги оценуваат и од вкусот, значи надвор коктелите. За сите тие оценки, потоа нели се прави список на финалисти, во финале се само 12, од каде што се оценува само нивниот вкус и изглед на коктелот. Тука веќе техниката не се оценува. Потоа во флиртендинг бармените подготвуваат исто коктели, со тоа што работат со шишиња и шејкери со барскиот прибор атрактивно. Изведбата им е 5 минути, имаат синхронизација со музика, комуникација со публиката и најважното е да направат шоу. Во рамките на државното првенство во Скопје планирано е да се одржи и едукативен семинар на кој предавачи ќе бидат Аристотелис Пападопулос, победник на Диего Reserve World Class, и Никос Арсланоглу, учесник на Диего Reserve World Class и студија на многобројни надпревари. Првата детска амбасада во светот Меѓаши Република Македонија денеска одбележува 22 години од постоењето и делувањето. Основана е на 29 април 1992 година во Скопје, како светска асоциација и прва регистрирана меѓународна, непрофитна, непартиска и невладина организација во Република Македонија за заштита на правата на детето. Основачи се Гордана Пирковска Змијанац и Драги Змијанац. Меѓаши се залага за почитување на детската личност преку заштита на нивните права, застапување на детските интереси и преку збогатување на животот со содржини, кои детството го прават сигурно и творечко. Го зајакнува невладиното движење за правата на детето, развивајќи го волонтерскиот пристап во работата и се грижи за спроведување на Конвенцијата за правата на детето. Со своите активности придонесе во развивањето и јакнењето на граѓанската свест за детските права, го струши молкот за детските страдања, особено за физичката, сексуалната и економската злоупотреба на децата, откривајќи во јавноста повеќе случаи на злоупотреби и директно ангажирајќи се за воспоставување по ефикасни механизми за заштита на децата. Во истражувањето наменето за довербата во граѓанското општество и познавањето и мислењата за граѓанските организации, направено во 2011 година, Меѓаши според анкетираните граѓани е на прво место во однос на доверба. На второ е како пример на најуспешна организација и во секторот демократија и човекови права, а четврта во организација во развој на граѓанско општество. Засилени контроли најавуваат од јавното предпријатие Паркови и зеленило за предстојните првомајски празници, со цел да се заштитат зелените површини од можни пожари за првомајските празници.
Град Скопје и јавното предпријатие Паркови и зеленило апелираат до граѓаните кои што планираат предстојниот празник 1 мај да го поминат во природа, особено на местата како што се парк Шумата Водно, Газибаба, спортско-рекреативниот центар Сареј, езеро Треска, кањонот Матка и други излетнички места, да не палат оган на отворен простор и да не фрлаат отпад. Екипи на градот и на јавното предпријатие ќе вршат контрола на терен на јавните површини. Казната за палење оган на јавна површина е 200 евра, а за фрлање и оставање отпад 50 евра, подсетуваат надлежните. Вечерва на Алијанс Арената Лигата на шампионите ќе го добие првиот финалист. Шампионот на НБА Лигата, тимот на Мајами Хит, е првиот полуфиналист во НБА плейофот. За овие останатите вести од спортот по рекламите.